Уживајте во надпреварот. Со овие зборови селекторот Благој Милевски вечерва во 20 часот и 45 минути ќе ги испрати фудбалерите на теренот против Белгија. На пресконференцијата ден пред овој надпревар не ја пропушти можноста да ги испофали нашите фудбалери. Вели дека е горд што игра, што предводи една ваква група која што постојано се залаги со гордост го носи националниот дрес. А кога новинарите го запраша за Белгија, иако Македонија е лидер на табелата, сепак рече дека и понатаму противникот е фаворит. Треба да се одигра внимателно, треба да се одигра дисциплинирано и само со една таква како една комплетна група на репрезентација може да се дојде до позитивен резултат. Дефазивецот Муслиу исто така рече доколку ја повториме играта од Скопје, дисциплинирано во одбраната, во средниот ред, па и во нападот, тогаш можеме да се надеваме на позитивен резултат. Еве дел од нивните изјави на пресконференцијата. Морам да бидам горд и задоволен од сето на што го покажуваат. Секако дека енергијата и тимскиот дух што владее во моментот во нашиот тим е движечка сила која не води напред и правецот по кој треба да се движиме и во иднина. Максимален респект кон тимот на Белгија, кој е и натаму главен фаворит во нашата група, со извореден ростер играчки, но од друга страна ние си го живееме нашиот сон се уште. Се надевам дека што подолго ќе останеме конкурентни во овие квалификации, па ќе видиме како ќе завршат. Ако нема Лукаку, ги има Кевин Де Брюн стартер, ги има Банакен, ги има Доку, што тоа значи дека треба пак ко тим, пошто не играв само ја во одбрана у Скопје, ко тим треба да се спротивставаме против еден од најдобрите нападачи и офанзивни играчи и тоа по моје мислење дека треба сите да бидеме у исто ниво како Скопје и да постигнеме у нашиот цел. Они 1-1 од Скопје даваат надеж за позитивен резултат. Каков исход ќе биде, ќе дознаеме вечерва некаде после 22:30 часот. Да се надеваме на позитивен резултат и останување на првото место. Од Гент за телевизија 21, Един Расудар.